Научивме дека ништо не треба да не изненади кога Илон Маск ветува. Можеби заради неговите преголеми амбиции или уште поголемата желба пред време да се пофали, одложувањата на најавеното станаа нешто сосема нормално. Дури и ако се работи за 7 години, како што е случај со електричниот камион, за чие масовно производство сега е најавено дека треба да започне до година. Кога беше представен во 2017-та, Маск објави дека за 2 години ќе започне да излегува од гигафабриката во Невада, која за тоа требаше да биде проширена. А тоа всушност се случи во 2022-та, со производството на првите серии наменети за тестирање од страна на големите купувачи како што е Пепси. И толку, се потоа застана. Дали и сега ќе дојде до поместување на плановите, никој не знае, но Тесла се уште верува дека ќе продава по 50.000 електрични камиони годишно, што е повеќе отколку што сега изнесува вкупната продажба на дизел влекачи. Затоа треба да придонесат неговите карактеристики: автономијата од 480 или 800 км, можноста за користење полначи од 1,2 мегавати и високите заштеди на трошоците за експлоатација.